Благодарам. Оваа пресконференција е продолжение на скандалот кој што го објавивме во однос на рекордниот криминален тендер за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола за почесниот конзул на Белорусија Борче Марковски. Продолжуваме со нови криминални детали. Би сакале да го прашаме менаџерскиот тим на Електрани на Македонија и особено 6 лица подпишани на договорот за јавна набавка, кој што сакам повторно да ги прочитам. Пеце Матевски, Златко Алексовски, Драги Крстев, Владо Котевски, Димитар Петковски и Васко Јосифовски. Кој е нивниот мотив, или да бидам попрецизен, кој е нивниот финансиски интерес со цел да спроведат и да подпишат ваков тендер? Дали разликата од 30% помеѓу избраната понуда и најниската понуда е можеби мотивот за овие 6 лица, директори во рек Битола, да подпишат ваков криминален тендер, а претходно да постават критериуми кои што одговараат само на една компанија? Дали во криминалната постапка извршиле намерно зголемување на критериумите за учество на јавната набавка, со цел, како што кажав, само една компанија да ги исполнува, што е директно прекршување на Законот за заштита на конкуренција? Дали, намерно или ненамерно, направиле превид дека фаворизираниот економски оператор, Марковски компани, со истата механизација веќе учествува на 2 други тендери, што е спротивно на закон? Повторувам, со истата механизација веќе работи по 2 претходно добиени тендери. Значи, истите машини рек Битола ги ангажира за 3 активни тендери. Дали ова значи дека истата машина ќе биде платена 3 пати за иста дневна работа? И дали ова значи дека денот во рек Битола нема 24, нема 48, туку има 72 часа? Повторувам, истата машина ќе биде ангажирана 3 пати. Ова значи дека Марковски компани ќе работи на 3 паралелни тендери со иста механизација. Затоа што претходно, со договорот 17.11.2023 за ангажирање на помошна механизација за потребите на рударската оператива и од 3.10.2023 година за ископ на јаловина со градежна оператива, ја понудил истата работна сила и рударско-градежна механизација, како и на новиот тендер од 46 милиони евра. Исто така, раководството на Електрани на Македонија свесно и намерно дозволиле во условите на тендерската документација да нема забрана и злоупотреба, односно да може да се користи истата опрема и истиот кадар. Понатака, еден од критериумите за утврдување на техничката способност со кој се барало идниот економски оператор да има извршено ископ од најмалку 1 милион тони јаглен или 8 милиони тони јаловински маси кумулативно во последните 3 години. Во претходната постапка, која што исто така ја добил Марковски компани, се барало да има само ископ на јаловина од 5 милиони кубици. Значи, повторувам, во оваа тендерска постапка се бара да има ископано 8 милиони кубици јаловина, а во претходната да има ископано 5 милиони кубици јаловина, а разликата од 3 милиони кубици јаловина е толку колку што има Марковски ископано помеѓу двата тендери. Значи, практично расте критериумот како што растат тендерите на Марковски компани со цел дискриминирање на останатите, а фаворизирање на еден економски оператор, со цел никој друг да не може да учествува. Ова и бројни други факти говорат за сериозниот криминал кој што се случува во рек Битола во корис на само една компанија, зашто најдобар доказ се јавните набавки кои што Марковски компани ги има добиено во рек Битола. Само во периодот од јануари 2021 година до февруари 2024 година, односно за 3 години, Марковски компани има добиено 58 тендери во рек Битола во вкупна вредност од 163 милиони евра. Повторувам,
има добиено за 3 години 58 тендери во вкупна вредност од 163 милиони евра. Само со последниот тендер можат да се изградат половина од сите средни училишта во Македонија. Само со последниот тендер од 46 милиони евра македонските средношколци можат да добијат нови училишта, практично секое второ средно школо да биде ново само со последниот тендер на Марковски компани, а со вкупниот број на тендери може да се изградат сите средни училишта во Македонија и да останат пари за спортски сали и за базени и да имаме комплетна преродба на македонското образование. Но власта не го прави тоа, туку решава да работи за своите криминални потреби. Повикувам надлежните органи, јавното обвинителство, пред се, да ги испита сите тендери кои што ги има добиено Марковски компани и да каже како е возможно за само 3 години да добиле тендери во вредност од 163 милиони евра, 58 на број, а исто така повикувам јавното обвинителство да испита зошто 6 директори на РЕК Битола прво не сакале, а потоа решиле да ја потпишат спорната јавна набавка за ископ на јагнена јаловина во вредност од 46 милиони евра. Доколку тоа не го стори сега јавното обвинителство, ќе го стори ослободеното јавно обвинителство после претседателските и парламентарни избори на 8 мај, после кој што и точка и запирка ќе биде прегледана и сите кои што прават криминал ќе одговараат. Ви благодарам, повелете ако има прашања. Благодарам. Тендерот е така направен да уште слика фали од Борче Марковски да се стави во тендерската документација за да се знае дека е за него. Критериумите се така правени да никој друг не може да учествува. Еден пример дадов, а тоа е со условот да има компанија која што има направено ископ од 8 милиони кубни метри на јаловина, а во претходниот тендер истиот услов бил 5 милиони кубни метри. Еве уште нешто ќе кажам. Доколку ја споредите оваа јавна набавка со јавната набавка од 2019 година, ќе видите поместување во одредени критериуми како Борче Марковски во Марковски компани вработува нови луѓе, така растат критериумите. Па на пример, во 2019 или купува машини, па на пример во 2019 година биле потребни за истата јавна набавка 15 хидраулични багери, а сега се потребни 40 хидраулични багери, а во меѓувреме овој набавил багери. Исто така, во 2019 биле потребни 30 ракувачи на багер, сега се потребни 160 ракувачи на багер. Исто така овој ги вработил. Исто така и во ракувачи на булдожери биле потребни 12, сега 48. И грейдери биле потребни 4, сега 28. Прашањето е како стигаат до бројкиве. Зошто, на пример, се потребни 28 грейдери, а не 26 или 30 грейдери? Зошто се потребни 160 ракувачи на багер, а не 150 или 180? Зошто се потребни 48 ракувачи на булдожер, а не 12 како што било минатиот пат, или 96, на пример? Како точно до овие бројки стигаат? Одговорот е многу едноставен, уште сликата на Борче Марковски фали во овие тендери во вкупна вредност од 163 милиони евра, од кои што само последниот е 46 милиони евра и за ова одговорност се има. Како коментирате нападот на медиумите од страна на Ковачевски на Мислам дека ова е невидено, дека се работи за брутално загрозување на демократијата во Македонија. Ваков директен напад врз слободата на новинарството Македонија не памети. Мислам дека извинување е најмалце што може да се очекува, но ова јасно говори за тенденциите на власта. И затоа треба целата јавност да има широко отворени очи во следниот период. Свесни се дека губат, нервозни се и ќе се обидуваат да го нарушуваат целокупниот демократски процес низ разни притисоци низ разни форми на притисок, како што е овој притисок кој што го прават врз медиумите, наша подршка за слободното и независно новинарство и да ги поддржиме новинарите да продолжат да си работат собствената работа, а вакви како Ковачевски Македонија видела многу, за среќа на Македонија, за нивна жал не завршуваат добро. Трето прашање. Денеска завршува односот за пријавување за
колку лица се имаат пријавено и според анкетите кои кандидати се имаат профилирано до сега? Па, точно е дека денес завршува, но да почекаме да заврши денот, затоа што нели се уште не е завршен рокот, па после тоа да можеме да дадеме одговор. Благодарам јас. Благодарам.